Дали знаете дека ракописите од Македонија од 13 до 19 век, кои се изложени во Националната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски во Скопје, биле представени и во Ватиканските музеи и во Белгија. И таму, со својата старост, но и содржината и уникатноста, привлекоа огромно влијание. Изложени биле најстариот ракопис, фрагмент од 13 век на пергамент, како и она што денес е најретко видено во светот, а тоа е така нареченото Богомилско евангелие од крајот на 13 и почетокот на 14 век. Овој ракопис се смета за единствената книга во светот, каде што писателот се потпишал како Богомил. Во ракописите, потпишаниот Богомил кажува дека изборот на патријарсите во црквата во тоа време се вршел со подкуп, а тоа покажувало дека припаѓал на богомилското движење во Македонија и за тоа го оставил единствениот потпишан документ во светот. Представени биле и други ретки ракописи, како и едното единствено во Македонија илуминирано Евангелие со минијатури. Се работи за Бенчевското Евангелие со минијатури. Сите овие ракописи се добро конзервирани, заштитени и представуваат богатство не само за Македонија, туку и за целиот свет. Представена беше и една книга напишана од прилепски учител, кој во книгата кажува: "Јас од град Прилеп, од Македонија, 1824 година", и тоа во време кога се оспорувал и идентитетот и културата на македонскиот народ. Дел од овие старословенски ракописи, како и дел од ориенталната збирка на ретки книги, веќе се дигитализирани и поставени на интернет страницата на Народната универзитетска библиотека Свети Климент Охридски во Скопје.